Драги дечиња, драги првачиња, на овој час по македонски јазик за прво одделение ќе си ги повториме изучените букви од А до П преку неколку говорни вежбички. Целта на овој час е да умеете да ги употребувате веќе откриените букви од А до П во дадени ситуации, односно во говорни игрички за почетно читање и пишување. Ученици, на крајот сами ќе откриете колку сте биле внимателни и успешни на овој, но и на претходните часови по македонски јазик, кога ќе ги изброите вашите поени. Пред да започнете со активностите, треба да си подготвите 2 чашички, оние за сокче. Во првата чашичка ставете точно 24. Може тоа да се математички стапчиња, може да се шпатулки во боја, може да се цевчиња за пиење сокче. Ако не можете да пронајдете нито едно од овие работи, тогаш може да земете графчиња 24 или 24 каменчиња. Другата чашичка за почеток е празна, а на крај ќе видиме. Сопрете го видеото, подгответе се, а потоа продолжете. Првата активност за денес се вика само една од буквите е правилно напишана буква. Која е таа буква ќе откриете вие. Ќе ги пронаоѓаме оние букви од македонската азбука кои најлесно се изговараат. Тоа се буквите А, Е, И, О и буквата У, што ќе откриете на еден од наредните часови. Која е оваа буква? А. Но само една од овие букви А во различна боја е правилно напишана. Одлучете која. Ако одлучите дека тоа е буквата А со зелена боја, тогаш сте во право и префрлете си поен од едната чашичка во другата. Следува втората буква, буквата на ежето е која буква? Е. Една од овие букви е правилно напишана. На тоа е портокаловата. Така е, го добивте и вториот поен и преминуваме на третата буква на индијанецот. Само една правилно напишана буква, која? И тоа е зелената буква И. И за крај, буквата О како огледало, а правилно напишана буква О е оваа, виолетовата. А сега, дечиња, земете ги вашите тетрадки во кои што пишувате букви. Отворете ги на следната празна страна, земете ги вашите наострени боички и што треба да направите. Секоја буква која што ќе биде решение во нашите следни задачи и игрички, запишувајте а каде сакате и со каква боичка сакате на листот. На крај на листот треба да имате запишано вкупно 20 букви, сите од А до П. Пишувајте ги само големите букви, а тоа што кажав, каде сакате дека може да ги запишете, значи не мора да ги редите буквите, не мора да ги пишувате едно до друго во редовите, бидејќи на крајот вашиот пополнет лист ќе представува буквено небо. Од кога ќе завршиме со часот, можете на секоја буква да и нацртате воздушен балон, инаку како би летале буквите на небото. А сега сопрете го видеото и подгответе се за следната активност. Листот на крај би изгледал од прилика вака. Наша следна денешна активност е мајките и нивните дечиња. Се договориле 7 мајки да ги однесат своите 7 деца во паркот да си поиграат, другаруваат, да се забавуваат. Што мислите, деца? Кои се мајките, а кои децата? Па тоа се големите и малите букви од македонската азбука. Играле што играле, трчале што трчале, дошло време да си одат дома. Нашата задача сега е да му помогнеме на секој детенце, односно мала буква, да и се придружи на својата мајка големата буква. И не заборавајте да префрлате поени од едната во другата чашичка. И не заборавајте секоја буква да ја пишувате на отворениот лист. Еве вака, мајките застанале на крајот од тревната површина, еве овие црвените горе, големите се големите букви, односно мајките, и секој детенце трчало кај својата мајка. Ова доле во паркот се децата. Ајде да почнеме со пронаоѓање на првата буква. Која е оваа мала буква? Тоа е буквата А
и треба да ја пронајде незината голема буква, која што воопште не се личи со незе. Така е. И отиде кај незе. Втора буква за пронаоѓање е буквата која? Б. И буквата Б си ја пронајде незината голема буква, еве оваа последната. Наред за барање пар е буквата која? В. Потполно идентични мала и голема буква, само се разликуваат во големината. И буквата В го пронајде својот пар. Сега малата буква Г и големата буква Г се потполно еднакви, исти. Следува малата буква, така е Д, која што е иста со големата буква Д. Во паркот остана буквата која? Ѓ, која што е иста со незината буква, еве и таа си ја пронајде незината голема буква. Која буква се уште го чека своето дете? Дали ја гледате некаде малата буква Е? Да, ете, а за дрвата не може да се раздели од своето ново пријателче, ежето. Но, договор си е договор. И буквата Е морала да й се придружи на својата мајка, а со своето ново пријателче да се збогува се до некое следно видување. Следната активност дечиња која што ќе работиме се вика "Не сакам да се викам така". Ги запишавте ли досега буквите кои што ги откривме? Ако ги запишавте, поминуваме на следната активност која што се вика "Не сакам да се викам така". При посетата на зоолошката градина, Петар сакал да се пошегува со имињата на некои животни кои што живееле таму. Невкусно, зарем не? Ваша задача е внимателно да слушате како Петар ги изговарал и ги запишувал нивните имиња. Првата буква ќе недостасува, а вие ќе откриете која е таа. Ете, тоа е вашата задача. И повторно пишувајте секоја буква што недостасува во тетрадките. И повторно преместувајте поени доколку ги постигнувате. Еве на овие животни Петар им измислил нови имиња. Прво на оваа желка. Петар ја запишал како Елка. Еве, тука во синото пишува Елка, а треба да биде Желка. Која буква не ја запишал Петар тука на почетокот? Буквата Ж. Сега пишува Желка. Второ животно со кое што Петар се пошегувал е итрата лисица, а тој ја нарекол Исица и ја запишал Исица. А треба да биде лисица. Каде е буквата на лисицата? Првата буква. Л. Лисица. На белиот зајко Петар го запишал како Ајко. Недостасува буквата З. И оваа лутена игуана, тој ја напишал како гуана. Еве овде пишува гуана, а треба да биде игуана. Каде во овие букви ја гледате испуштената буква? Која? Игуана и... Така е, сега е веќе запишано игуана. И овој исправен јазовец, за него бил азовец, а треба да биде јазовец. Која е првата буква на јазовец? Пронајдете. Ја. Јазовец. Сега пишува јазовец. Сопирајте и запишувајте ги буквите во вашата тетрадка. И ако погодите, преместувајте поен. Повторно ве подсетувам. Следно животно е оваа натажена коала, која што за Петар била оала. Оала. А треба да биде коала. Каде е буквата што недостасува? Која е таа? К. Коала. И за крај оваа опасна змија Звечарка. Не му било страф и ја напишал како Вечарка. Вечарка. Овде недостасува буквата на Звечарка. Каде е буквата Дз? Звечарка. Дечиме, им помогнавме на животните да си ја вратат својата почетна буква. Сега имаме друг проблем.
Треба на малиот Горијан да му објасниме дека секогаш зборовите се изговараат и се пишуваат до крај. Тој честопати ја испуштал последната буква од зборовите кога ги пишувал. Следната активност се нарекува кажи ме до крај. Ево ова се неколку зборови кои што Горијан ги пишувал без нивната последна буква. Ние треба да му помогнеме да ги изговара и да ги запишува правилно. Што гледаме на оваа слика? Што пишува тука? Микроско. А треба да биде микроскоп. Која последна буква недостасува во овој збор? Микроскоп. Тоа е буквата П. Сега пишува микроскоп. И името на лимонот Горијан го запишал како лимо, а не лимон. Во лимон последна буква е, пронајдете ја во црните букви, Н. Сега пишува лимон. Доколку погодивте, браво. Запишете ја повторно на листот да не заборавите. Преместувајте поени од едната во другата чашичка доколку погодувате. И овој убав аквариум Горијан го напишал како аквариу. Овде во зелените букви пишува аквариу. Која буква недостасува? М, за да биде аквариум. Браво. Ова животно кое и онака има кратко име, Горијан го запишал како ко, а треба да биде коњ. Недостасува буквата њ. Коњ. Во дворот на Горијан растело интересно и растение со интересно име. Хмелј. Хмелј. Но тој го пишувал и го изговарал хме. Недостасува буквата хмелј, љ, како љубов. Сега пишува хмелј. И за крај, овде пишува дрв. Што мислите? Која буква недостасува? Дрв. За да биде дрво. Ова беше последната активност за денес. Сега да погледнеме што се случи со чашичките. Дали може би првата чашичка остана кај вас празна? Сите 24 ги префрливте. Браво! Или пак само неколку цевчиња останаа во неа? Не верувам дека цевчињата си останаа на истото место од почеток. Според вашите поени, сами одлучете кои активности, односно игри за почетно читање и пишување, ќе ги играте понатаму. Како се чувствувавте денес и што ви беше полесно, а што потешко денес. А сега за домашна задача. Во твојата тетрадка нацртај ливада со тревичка и 3 убави цветови. Еден жолт, еден виолетов и еден црвен цвет. До жолтиот цвет нацртај нешто во кое што гласот Р го слушаш на почетокот. До црвениот цвет нацртај нешто во кое гласот Р го слушаш на крај. И до виолетовиот цвет нешто каде гласот Р е некаде на средина, односно помеѓу првата и последната буква. А символот на гласот Р, односно буквата Р, ќе откриете на следниот час. Нешто вака треба да изгледа вашето домашно пред да цртате. До видување, до следното видување.